Добро вечер. Во вечерашниот осумавалник на Канал 8 наш и ваш гостин, почитувани гледачи, е градоначалникот на општина Зрновци, Блаже Станков. Добро вечер. Добро вечер. Господине Станков, вие веќе имате искуство како градоначалник, иако вашите колеги вообичаено ги бројат првите 100 дена од своите мандати. Како вие гледате на она што досега е сработено? Па јас можам да кажам дека во изминатите години се трудевме општина Зрновци да направиме урбана општина. Тоа беа динамични години кои што беа исполнети со голем број на активности, со огромна работа, посветеност и труд, при што дојде до реализација на голем број на проекти. Со сето тоа, сметам дека нашата општина навистина стана едно подобро и поубаво место на живење. Реализиравме проекти кои што ги модернизираа нашите населени места и навистина денес нашата општина е една урбана општина која што ги има сите тие инфраструктурни објекти за нормално одвивање на секојдневниот живот на граѓаните на општина Зрновци. Зрновци е мала општина. Колку е лесно или тешко за еден градоначалник да ги реализира проектите? Можам да кажам дека општина Зрновци е навистина мала општина, имаме сосема мал буџет. Со оглед на тоа што ние сите овие години јас работам и со блокирана сметка, работам со лимитиран буџет. Тоа така и ја наследив, значи општината со блокирана сметка се работи за патот Зрновци-Виница, кој што не беше платен, меѓутоа на крај и покрај тоа што ја плативме основицата, односно главниот долг, остана каматата за која што ми беше обеќано дека ќе биде повлечено. Меѓутоа на крајот фирмата изведувач Гранит се согласи само на 50% од каматата и тоа беа средства кои што ние навистина не располагаме с таков буџет да можеме еден таков долг да вратиме и јас сите овие години работам со лимитирана сметка. Меѓутоа, проблем исто малиот буџет е проблем за кога аплицираме на проекти кои што офаќаат кофинансирање, па е потребно собствени средства 10, 20 или 30%, зависи од тоа, значи на колку ќе се одлучиме да кофинансираме за да бидат нашите проекти бодирани со на повисоко ниво. Меѓутоа исто така голем број на проекти подлежат каде што ние сме обврзани да го платиме ДДВ-то. И навистина тоа е еден голем хендикеп за нашата општина и покрај тоа што значи се работи за мала општина, само 3 населени места и тоа сепак ние во изминатите години можам да кажам дека сработивме голем број на проекти во сите сфери на општественото живење на граѓаните на општина Зрновци. Значи тука можам да кажам навистина ја опфативме и комуналната инфраструктура и патната инфраструктура, во делот на туризмот, инвестиравме во делот на образованието, во делот на социјалата, патната инфраструктура, така да навистина сметам дека денес е општина Зрновци е општина која што ги поседува сите оние инфраструктурни објекти за квалитетно живење. Предност ли е тоа што имате искуство од 2 мандати, па можете да планирате што ќе работите во наредниот период? Апсолутно, значи моето досегашно позитивно искуство ми дава за право да кажам дека ќе бидам успешен и во овој мандат, односно програмата која што ја ветив на граѓаните, очекувам дека во целост ќе биде сработена. Со оглед на тоа што ние во изминатите години реализиравме навистина проекти кои што беа приоритети и навистина можам да кажам дека трајно ги решивме тие долгогодишни проблеми на граѓаните, така да сега со новата програма ние опфативме повеќе во делот на земјоделието, односно на проекти кои што се бележат на изградба на полски патишта, изградба на секундарните водоводни вади за наводнување на земјоделските површини. Исто така, значи, планираме неколку проекти кои што ќе посакувам да бидат реализирани во делот на туризмот, бидејќи туризмот како гранка навистина била значајна за економскиот развој на нашата општина. Кои се проектите што би можеле да ги издвоите како најзначајни досега? Па можем да кажем дека ние реализиравме 4 локални патишта, реализиравме дел од регионалниот пат Видовиште-Теранци, изградивме 2 фекални канализации, изградивме еден крак на фекална канализација во село Зрновци, ги уредивме речните корита на Зрновска река, на Видовишки, на Морошка река, изградивме 2 моста за товарни возила, за моторни возила на Видовишка река, еден мост на Морошка река, изградивме еден пешачки мост и на Зрновска река, значи
Успеавме и втората фаза да реализираме од уредувањето и регулацијата на реката Зрновка и со тоа успеавме да ги спречиме сите оние силни налити на вода кои што знаат да во определен период од годината да надедат силни води и правија штети на инфраструктурата покрај самата река, така да се до тоа сметам дека сега е навистина минато. Инвестиравме проекти во делот на социјалата, веќе знаете дека имаме изградено и детска градинка, таа е опремена. Јас очекувам дека за кратко време ќе почне со работа, со оглед на тоа што веќе ги добивме сите оние потребни согласности од Министерството за социјална политика. Веќе утре е во план да биде регистриран во Централниот регистар, така да очекувам дека некаде почетокот на април месец ќе почнеме со обновување на дејност. Во делот на образованието исто така можам да кажам дека инвестиравме поголем број на проекти. Пред се имаме изградена училишна спортска сала, изградивме топла врска на училиштето во Зрновци, изградивме термофасада, изградивме 2 нови училници, да на тој начин сега веќе учениците посетуваат само настава во од Сабајле, значи нема една смена. Во Мород виси исто така училиштето е навистина уредено со промена на прозорите. Училниците са исто со термоплочки, значи сите оние потребни, значи средства ги поседува за успешно обновување на дејноста. Значи со самата спортска сала се веќе створивме услови за квалитетно по физичко воспитување деца да имаат квалитетна настава. Поставивме и сончеви колектори на училиштето преку кои загреваме дел од спортската сала, исто така и 2 училници, значи имаме изобилство топла вода, така да мислам дека сега имаме сите услови за квалитетна настава. Зрновци како мала општина прибира и помалку средства во буџетот. Проблем ли ви е да ги реализирате проектите? Апсолутно, значи ние средствата кои што ги добиваме од страна на државата се својат бројот на жители, бројот на населени места и бројот на територија и големината на општината. Значи, имаме сосема мал буџет, меѓутоа со домаќинско работење, со штедење, успеаваме со тие средства да заштедеме, да изготвиме проектна документација, за да можеме преку со таа проектна документација да аплицираме за одредени проекти, углавном аплицираме проекти каде што не се бара кофинансирање. Меѓутоа имаме реализирано и такви проекти, значи идеме со некое сосема мало кофинансирање. За среќа, значи во изминатите години добивме такви проекти, јас очекувам дека и сега ќе добиеме. Така да очекувам дека навистина уште неколку полски пата ќе бидат асфалтирани со оглед на тоа што во изминатиот период веќе имаме асфалтирано 2 полски пата кои што водат во централните делови на самото поле и навистина со тоа обезбедивме многу побрз, полесен и поквалитетен пристап до земјоделските површини. Еден пат го имаме тампонирано. Очекувам дека тој пат во овој мандат ќе биде исто така асфалтиран. И тоа изработивме техничка документација за уште на 2 пата. Тоа е патот Видоишки Гумења до местото на виканот Друмот во должина од 1 километар и патот од фудбалско игралиште Зрновци до место викано Малејова, кој што е со должина од 1200 метри. Јас очекувам дека овие пати исто така ќе бидат асфалтирани и со тоа ќе обезбедиме многу побрз и полесен пристап до земјоделските површини. Каква е ситуацијата со водоснабдувањето во општината? Па можам да кажам дека сите овие години успешно се справувавме во овој дел, значи ги чистевме редовно каналите, еви и сега што току завршија чистењето на реката Зрновка. Тука е на голема благодарност до водна заедница Брегалница од Кочани, кој што ни влегува во пресет и го пуштија нивниот багер. Меѓутоа ние обезбедивме гориво, значи обезбедивме нафта и со тоа значи целата река е изчистено коритото и веќе сите оние проблеми што настануваа каде што се изливаше реката, очекувам дека тоа значи во иднина ќе биде сосема спречено. Прашањето ми беше околу снабдувањето со вода за пиење, со оглед што жителите на населените места имаа проблеми во изминатите години. Значи ние во изминатите години успешно се справуваме во делот на обезбедувањето на вода за пиење.
Навистина во летните периоди понекогаш имаше одредена рестрикција, меѓутоа тоа повеќе се белееше на ненаменското трошење на вода, поготово тука можем да кажем во село Мородвис и село Видовиште. Меѓутоа сепак имаме доволна количина на вода да можеме да ги задоволиме сосема потребите на граѓаните. Каква е состојбата со одведувањето на отпадните води? Во општина Зрновци до последната куќа имаме изградена фекална канализација. Изградивме фекална канализација во село Видовиште, фекална канализација во село Зрновци, офатено е во село Мородвис, еден крак изградивме кој што не беше изграден во село Зрновци. Сега имаме некои домаќинства малку повеќе оддалечени, меѓутоа тражиме начин на кој начин да бидат и тие приклучени, меѓутоа тука се работи за символична бројка. Во Видовиште останаа неколку семејства кои што не можат физички да се приклучат поради конфигурацијата на земјиште, да се приклучат на фекалната канализација. Исто тоа се случи и во село Мородвис, меѓутоа сето тоа не можеше да се програмира, да влезе во проектот за да бидат офатени тие семејства. Меѓутоа јас стојам на располагање на овие домаќинства да им обезбедиме една мала помош од наша страна за да можат да си изградат септички јами. Имате ли проекти во делот на социјалната заштита и грижата за најмладите? Во делот на социјалната, еве изградивме и детска градинка, во минатото изградивме клуб на пензионерите кој што навистина сега е крајно посетуван од пензионерите. Таму тие успешно, квалитетно се дружат и го поминуваат своето слободно време. Имавме своевремено народна кујна, меѓутоа сега со профункционирање на детската градинка очекувам повторно некои од овие социјални групи да ги офатиме на кои што ќе добиват секојдневно по еден топол оброк. Јас очекувам, како што ја спомнав, дека детската градинка за месец дена ни се потребни околу сите овие постапки, регистрација, објавување на огласи за вработување на лица кои што ќе ја обавува дејноста. Очекувам таму некаде почетокот или средината на април месец да бидат и запишани дечињата и да почнат да посетуваат градинка. Ние во моментот можем да кажем дека завршивме со првата фаза од изградбата на етнопаркот во Зрновци. Сега спремаме проектна документација да аплицираме и за втората фаза која што опфаќа пристап до етнопаркот, асфалтирање, изградба на паркинг, изградба на етно куќа во која што ќе бидат сместени голем број на експонати, сведоци на минатото, а и се да ги оставиме во наследство на идните генерации. Овде ќе имаме исто така експонати и на отворено, сите оние кои што граѓаните ги зачувале предмети за работа при обавување на земјоделската дејност. Тука пред се мислам на запрежни коњски коли, запрежни воловски коли, чези да бидат овде ставени, заштитени и да останат така као сведок на минатото, меѓутоа и да можат идните генерации да имаат прилика да видат со што нашите предци што се користеле при секојдневното живење. Зрновци се споменуваше како општина со капацитет за развој на руралниот туризам. Веројатно и ова би било дел од тие проекти. Сите овие години работевме на тоа, со тоа изградивме и етно куќа во село Мородвис. Таму веќе се наоѓаат стотици експонати. Етно куќата е навистина посетена од голем број на граѓани од околните места, меѓутоа многу пати од надвор. Направивме патно редување на археолошкиот локалитет, овде направивме 2 пристапни улици, изградивме едно мини парче, солитниковец, клупи за седење за одмор на посетителите. Меѓутоа понатаму следните планови на општина Зрновци да изградиме нешто по течението на реката Зрновка, бидејќи се работи за еден многу живописен кањон, кој што навистина е вистинска реткост, располага со голем број на природни убавини. Овде веќе започнавме со изработка на проектна документација во која што ќе бидат офатени повеќе содржини и тука пред се мисли на оплеменување на големиот број на пештери кои се наоѓаат покрај самиот кањон на реката Зрновка, оплеменување на природните базенти кои што и денес ги користат младите преку во текот на летото. Тука планираме да направиме некои излетнички места, околу самите овие природни базенти да направиме некои природни плажи, да можат поуспешно да ги користат младите. И исто така планираме, бидејќи се работи за многу тесен и длабок кањон, да бидат поставени на неколку места и сајли, при кои што сајли ќе служат за
авантуристички туризам, односно значи за одвивање дури и на европски или балкански првенства, бидејќи тоа веќе разговаравме со стручни лица кои што беа на лице место, значи теренот е апсолутно погоден и навистина, значи јас очекувам дека во едно време ќе успееме такво нешто да поставиме ни такви сали и значи да биде кањонот на реката Зрновка многу посетуван, а од друга страна значи планираме да направиме и велосипедска патека од должина од 6 км која што ќе служи за одвивање на екстремен велосипедизам. Значи тука ќе бидат ставени сите оние нормативи за да можат значи за една таква дисциплина која исто така на пример ќе опфати нели некое државно или балканско првенство. Користите ли средства за реализација на проектите од меѓународни фондови? Ние, значи, во овој момент Република Македонија користиме средства од меѓугранична соработка со општини од соседните земји, поготово ние источноплански регион, значи со партнери општини од Република Бугарија, углавном аплицираме со заеднички проекти. Тоа е преку значи средства да користиме од европските фондови за развој на рурални средини. Меѓутоа, можам да кажам дека баѓем ти тешко е кога се работи за вакви проекти, бидејќи се бара самата општина да поседува собствени средства да го реализира претходно проектот и на платена фактура да ги чекаме парите од кроз бордо, односно значи од европските фондови. Така да навистина ние во изминатите години апелиравме на вработените во кросбордот да се најде начин значи да плаќање по ситуација, да тие бидат своевидна ревизија на сите тие проекти, нели? Бидејќи се соочуваме со недостаток на сопствени средства. Така да искуството во соседните земји, тие кои ги користеле ваквите предпристапни фондови од Европската унија, биле да тие успевале да се задолжуваат кај банките на некој начин, значи да може да ги реализираат проектите, а после тоа брзо и да ги вратат на самите банки. Ние очекуваме дека во едно време ќе се случи и кај нас, значи да има такви фондове, да можеме да користиме такви позајмици од страна на државата, да можеме да реализираме овие проекти, за да ги искористиме ваквите средства. Ние на неколку тематски патувања која ја посетивме Словенија, тие се изјаснија дека некаде околу 30% ваквите средства ги имат искористено од европските фондови, покрај тоа што располагале со огромен број на собствени средства или позајмици од страна на државата. Додека пак една прилика при еден разговор таков на едно темско патување со Република Бугарија, тие само 12% ги имат искористено. Така да навистина треба да се најде модел да можат да се користат средствата на поинаков начин, односно да се плаќа по ситуација, а не по платена фактура. На тој начин, значи, ќе можеме и ние малите општини кои што немаме собствени средства, да можеме да реализираме такви проекти. И покрај тоа ние реализиравме со општина Белица еден таков проект. Тоа беше проект за изработка на една студија за користење на расположивите ресурси во општината, односно за нови алтернативни извори на енергија. Таа веќе стратегија имаме, која што очекувам дека понатаму ќе ни служи за да можеме да аплицираме за одредени проекти кај што се бара да е сработена ваква студија. Но и тоа сепак тука се работеше за мали средства. Сега се обидуваме да аплицираме со некоја од општините во Република Бугарија, бидејќи сега тендерот повикот е објавен. Меѓутоа останува да видиме нели за што би аплицирале, тоа се зависи од партнерот од Република Бугарија, бидејќи тоа треба да бидат во иста област проектите. Меѓутоа знам дека тоа ќе биде еден процес долг кој што ќе биде за нас прилично тежок со обзир на тоа што немаме собствени средства. Меѓутоа на самиот почеток веќе ќе побараме авансирање од 20%, па на неколку пати да можеме значи да го реализираме проектот со тоа што со тие 20% ќе се плати една ситуација, ќе се чекаат средства и затоа планираме да одиме со некој проект каде што ќе може да се пролонгира изработката, бидејќи има проекти каде што или ако се почне и треба да биде завршен и ќе самиот проект бара во една фаза да биде сработен, а не во повеќе фази. И таму не е изводливо да може да се прават повеќе ситуации, па да се плати ситуацијата и на тој начин да се дое до целокупните средства.
Полесно ли е тогаш да се добијат пари од домашните фондови, како што е Бирото за рамномерен регионален развој? Па јас можам да кажам дека во изминатите години навистина Биро за регионален развој исто така добивме неколку проекти, асфалтиравме и Полски пат. Еве првата фаза од етнопаркот не е изработена исто преку Биро за регионален развој. Реализиравме голем број на проекти преку Агенција за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Реализиравме проекти преку Министерство за транспорт и врски. Реализиравме преку јавното претпријатие за државни патишта, во делот на образованието преку Министерство за образование, исто така, значи спортската сала, преку спорт и млади направивме повеќе наменско игралиште. Така да јас очекувам дека и овој пат, значи сите овие фондове ќе бидат барем со истата вредност, ќе можеме ние да аплицираме и да добиеме средства. Еве сега е повик објавен преку Биро за развој, значи таму има поприлично средства, иако не се работи за големи средства, меѓутоа ние сме спремни да аплицираме со третата фаза односно втора фаза од изградбата на етнопаркот. Очекувам дека тој проект ќе ни помине до крајот на годината ќе биде завршен целосно етнопаркот. Имате можност да добивате пари во соработка со Центарот за развој на Источниот плански регион. Да, Центар на Источен плански регион, значи исто така ги користи овие повици, овие предпристапни фондови и овде веќе аплицираме со регионални проекти. И јас овде ќе кажам дека тоа не е секогаш баш, значи така. Навистина проектот треба да има регионален карактер. Многу пати значи се протуркуваат проекти кои што имаат локален карактер. Меѓутоа останало да видиме значи следниот пат сега веќе таму ние на ниво на Источен плански регион се распределени средствата и овде се доделија средства за детска градинка во Штип и за еден мал проект за општина Пехчево. Така да наистина не се работи за регионален проект. И тоа, еве колегите, тоа на самиот почеток, значи можеби нели не беа свесни дека треба да биде тоа регионален проект. Јас се обидов на некој начин да го тоа изнесам, нели дека треба да биде регионален проектот. Меѓутоа тоа е веќе поминато, останало да видиме следната година. Располагате ли со однапред подготвени проекти со кои би можеле да барате средства? Да, ние сме спремни со проектна документација, значи имаме за 20 на проекти изработена техничка документација, значи таа иста пропратена со сите оние потребни елаборати и градежни дозволи. Така да зависно од тоа за повик за какви проекти ќе има, од која област, дали тоа ќе биде патна инфраструктура или комунална или од животна средина или во делот на образованието, значи ние имаме проекти во сите области, така да ќе бидеме спремни да можеме да аплицираме. Во Советот на градоначалници од Источниот регион сте единствен градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН. Јас, да ви кажам искрено, еве јас немам такво чувство таму дека јас сум од друга политичка партија. Тоа таму не се чувствува бидејќи сите сме засегнати од тоа, нели, да реализираме проекти. Со право ќе кажам дека се работи за еден изврсен тим. Печатокот ми е навистина одличен, добар за сите колеги. Имаме разбирање ке сите колеги, разговараме, едногласни одлуки донасеме, така да мислам дека тоа нема да биде никаква пречка. Немам исто представка дека тие мене ме чувствува дека јас сум некоја друга политичка провиненција и дека тоа треба да биде пречка, нели јас да не учествувам во дебатите или во давањето на сугестии и идеи. Мислам дека во тој дел нема да биде никаков проблем. Има ли поддршка? Каква е соработката со државните институции по промената на власта на централно ниво? Значи, можам да кажам исто дека и во тој дел немам некој чувство дека сум изолиран или запоставен. Еве ќе ја спомнам сега, значи детската градинка, сите оние согласности што требаше да ги добиеме за вработување и ред, значи други таму пропретни документација, целата ни е дадена. Навистина одобрени са 10 вработувања на неопределено работно време. Че немам тука никаква замерка, мислам дека знаете, јас него тоа ни на тој начин чувствувам, можеби таква ми е природата, јас на исти начин се понашам као и порано. Значи, секаде барам примен сум секаде, разговарам и засега навистина, значи немам никаква забелешка. Каква е соработката со Советот на општината? Мислам дека имате 9 советника. Да, кај на Советот брои 9 советника,
4 советника од ВМРО ДПМН, 4 советника од СДСМ, имаме еден независен советник, независниот, можем да кажем дека повеќе влече на страната на СДСМ, види, како партија на власт. Немам некои посебни забелешки во тој дел, мада на самиот почеток, значи, можеше да се забележи советничката група од СДСМ, значи, иде со некое неповерение, бара, значи, на многу прашања, одговор. И тоа мислам дека сето тоа ќе го надминеме, бидејќи мојата намера и намерата на целокупната администрација во општината не е да некој биде извисен или преварен. Јас едноставно секој пат оставам, значи, тие очекувам нив предлози, сугестии, само барам продуктивност на самата седница, така да воопште не е никаков проблем, значи, не гледам, значи, зошто тие би биле против за некој проект да не гласат, толку ние ќе можеме да го реализираме. Јас пробам да објаснам дека секогаш не се може тоа ние што ќе сакаме да реализираме, бидејќи во зависност од тоа каков повик има, значи, за која мерка се однесува од која област, и за тоа ќе можеме да аплицираме. Затоа јас барам секој пат согласност, значи, за повеќе проекти, за да можеме во даден момент да аплицираме во зависност од мерката која што ќе се бара. Имавте ли можност да ги видите искуствата на општините во Бугарија и можностите што тие ги имаат на располагање за аплицирање проекти и добивање пари? Па да, ние сега бевме на едно тематско патување таму со колегата на Петрич и на Благоевград. Дискутиравме на таа тема, на кој начин тие ги реализираат нивните проекти, така да тие, значи, во тековната година сработуваат проектна документација и исто таа поднасат до владата на нивната држава, и да тие проекти, значи, тие однапред знаат кои проекти ќе им влезат во програмата, во буџетот на владата на нивната држава, и така да следната година веќе знаат со кои проекти ќе можат да учествуват. Јас очекувам дека и кај нас тоа ќе почне да се случува, мада ние исто така имаме право, значи, кога се носи буџет на Република Македонија, ние да побараме одредени средства, односно одредени наши проекти, поготово тука ако се мисле да има тие регионално значење, да влезат во програмата на владата, во буџетот на владата, и да следната година веќе бидат реализирани. Меѓутоа тука пред се кај нас засега да ќе се мисли само на регионални проекти, така да ние во изминатите години неколку пати поднасавме за изградба на делницата Видовиште Теранци, така да тој влезе прво во буџетот на владата и веќе следната година беше истиот проект реализиран. И тоа очекувам дека тоа ќе се случи и за локални проекти од локално значење, дали тоа ќе бидат изградба на улици, на локални патишта, фекални канализации, водоводи и слично. Се среќава ли општина Зрновци со проблеми со долгови за превоз на учениците? Ние немаме таков проблем, значи ние средствата кои што ги добиваме од страна на државата, односно Министерството за образование, сосема задоволуваат во делот на превозот. Меѓутоа да не забораваме дека се работи за основно училиште, значи за мал број на ученици кои што ги носеме од Мородбис и Видовиште. Така да, значи, тоа се и мали издатоци и најверојатно на тоа се и бележи да немаме долг. Сепак можам да кажам на таа тема, бидејќи имаме разговарано во изминатото и на ниво на Источен плански регион, па и на ниво на влада, значи големите општини многу малку средства добиват, односно недоволно средства за покривање на патните трошоци на учениците. Така да тие во зависност од тоа од каде ќе имат ученици, треба и на тој начин да добиват средства од страна на државата. Например, ние ако кажеме сега металната во Кочани може да добие ова година 10 ученика од Делчево, 20 ученика од Берово, а минатата година да биле по 5, и сега веќе не е исто, значи да обезбедиш на 30-40 ученика од страна превоз. И ја мислам дека овде долгот се бележи токму на тоа, значи од недостаток на средства. А таа блок дотација потребно да биде зголемена за овие училишта, така да кога ја обвинуваат општината дека е задолжена со значи со долг за кој се бележи за превоз, мислам дека не е во ред, бидејќи тука самото училиште е должно, тука се работи за сметка на училиштето, не се работи за сметка на општината, иако таа сметка е преку општината.
бидејќи самото училиште е во собственост на општината. Меѓутоа, овој долг, значи, секогаш општината ќе го прави таа. Многу малку општини имат собствени средства да можат да покриват дел од овие средства. И тоа веројатно можат, меѓутоа ако се работи за мали средства, меѓутоа ако се работи за огромни суми на средства, општината навистина не е ни во ред да ги покрива тие средства, а да ги занемаре останатите, значи, проекти на кои што ќе треба да ги искористи овие средства за кофинансирање или за плаќање на ДДВ. Какви се плановите за создавање инфраструктурни предуслови за изградба на мали стопански капацитети кај вас? Имаме ја ние тука зоната за мало стопанство, во која што веќе имаме 4-5 парцели продадени, веќе 2 објекта се таму изградени. Имаме уште 2 парцели за продажба, јас очекувам дека и тие во текот на годината ќе бидат продадени и очекувам дека некој од стопанствениците ќе почне овде и да гради. Овде во делот на инфраструктурата имаме пробиено, значи, патишта кои што ќе ги асфалтираме во текот на 2018 година. Донесено е, значи, електрична енергија, водовод и канализација. Така да мислам дека имаме солидни услови за работа во зоната за мало стопанство. Освен малите капацитети во стопанството, една од задачите е и помагање на развојот на земјоделството. Да, земјоделска дејност во нашата општина е навистина многу застапена и од тука, значи, во фокусот на нашето внимание е, значи, изградба на полски патишта, изградба на овие бетонирање на земјените вади. Ние веќе имаме за 4 земјени вади изработена проектна документација и за 3 полски патишта и приоритет ќе дадеме, значи, на овие проекти при самите повици на објавување на очекувам сега дека Агенција финансиска поддршка ќе наскоро ќе објави повик. Овде мерките кои што се на самите повици за финансирање на проекти, мислам дека опфаќаат веќе и полски патишта и бетонирање земјени вади, така да очекувам дека до крајот на годината дел од овие проекти ќе бидат реализирани. Имате 3 населени места во општината. Значи ли дека вие полесно да ги решавате проблемите? Па зависи тоа, нели, како се гледа на сето тоа. Јас реков, ние мала општина, мал буџет, имаш малку средства за кофинансирање на проекти, малку средства за плаќање на ДДВ, мали средства за изработка на проектна документација која што исто така бара, значи, финансиски средства. Така да, со оглед на тоа што ние во изминатите години реализиравме 100 проекти, инфраструктурни проекти, значи у делот на сите сфери, ние немаме сега нешто посебно за градба. Значи во делот на фекални канализации, речни корита, полски патишта, локални патишта, изградба на улици. Значи сето тоа не е сработено. Затоа сега веќе се фокусираме на изградба на, значи, на полски патишти, на бетонирани земјени вади и во делот на туризмот некои работи ги сработиме. Во план е исто така во овој мандат, значи јас очекувам да почнеме со промени на секундарната мрежа во село Зрновци. Таа од една страна е дотраена, меѓутоа е изградена на една зона, бидејќи конфигурацијата на Зрновци е прилично стрмна, значи некаде одеме од 350 до 550 метри надморска висина, и не може да имаме равномерен пристап на вода до сите семејства. И затоа веќе изработивме техничка документација во која што е предвидено, значи, водоводот да биде изграден на 3 зони, горна, средна и долна зона, и на тој начин да имаме избалансиран притисок до секој семејство. Дали општината помага за развој на културата и спортот? Во делот на спортот можам да кажам дека ние секогаш даваме максимална поддршка. Редовно го одржаваме фудбалскиот терен, овде повеќе најмското игралиште стои на располагање на сите млади. Тука е и спортската сала, значи спонзорираме одржување на разни турнири. Еве исто, нели, Зрновка, фудбалскиот клуб Зрновка веќе играше во претходната сезона. Очекувам дека ќе продолжи ова, бидејќи има најава на неколку фудбалски клуба да се откажат од трета лига. Така доколку продолжи, значи, оваа лига, ние остануваме понатаму да играме, а котизацијата да ја плаќа општината. Имате мала општинска администрација, лесно ли е со толку луѓе да се подготват проекти со кои што ќе аплицирате? Па точно, ние имаме мала администрација, меѓутоа успеаваме да ги покриваме сите сфери на влијание. Еден вработен, значи, работи на повеќе работни места, така да мислам дека за сега немаме некој особен
проблем. Користиме консултантски куќи, користиме проектантски куќи, значи проектните технички документации, значи тие ги сработат. Вистина, значи на одредени моменти се чувствува тој недостаток на вработени, меѓутоа затоа имаме и заеднички служби со општина Чешиново, Блешово, значи во делот на финансиите, во делот на урбанизмот. Така да засега, значи успеваме да успешно да се справуваме со сите проблеми. Како ќе се ангажирате до крајот на овој мандат да ги реализирате плановите за општина Зрновци? Значи јас и понатаму ќе останам крајно посветен на работата. Очекувам дека изборната програма која што има понудив на граѓаните ќе биде во целост реализирана. Се зависи, значи, понатаму како, на кој начин ќе дојдеме до средства, дали сите овие во минатото овие повици што ги имаше на финансирање на проекти ќе се продолжи со тој тренд, дали тие средства ќе бидат намалени или ќе бидат зголемени, меѓутоа јас очекувам дека навистина ќе можеме да реализираме голем број на проекти по самото тоа што веќе го најава, значи по самото тоа што владата како буџет, значи го има донесено за инвестиции каде што ќе можеме да аплицираме ние како општини, мислам дека ќе успееме да реализираме поголем број на проекти. Колку отприлика е вкупната сума што е неопходна да се реализираат овие проекти? Па финансиската конструкција, например, на проектите кои што ние ги имаме зацртано во изборната, ја што ги имаме зацртано во изборната програма, се некаде околу 2 милиона евра. Јас очекувам дека овие средства, значи, барем некаде 70-80% ќе бидат реализирани. Тоа се однесува на целиот мандат? Па да, на целиот мандат, значи тука се меси на сите тие полски патишта, вади, изградба на бетонирање на земјаните вади, на тие туристички содржини што ги планираме по течењето на реката Црновка, преасфалтирање на одредени улици, промена на секундарната водоводна мрежа. Углавном, значи, тоа се приоритетните проекти зацртани во следниот мандат. Заклучок е дека имате амбициозни планови. Точно е дека е прилично амбициозно, меѓутоа мислам дека кога се работи крајно посветено и одговорно, транспарентно, мислам дека успева се да се реализира. Емисијава е при крај. Се надевам во наредниот период повторно ќе гостувате за да направиме отчет за сработеното. Да, јас се надевам, значи ние сме спремни. Сега во текот на следните месеци, значи се углавно сите повици за аплицирање, за финансирање на проекти, ние сме спремни, ќе аплицираме секаде. Очекувам дека дел од тие проекти ќе бидат одобрени и добар дел од тие сите проекти ќе реализирани во текот на 2018 година. Ви благодарам и јас на поканата, ми беше задоволство. Благодарам на гостувањето. Почитувани гледачи, гостин во вечерашнава емисија Осумаголник на Канал 8 беше Блаже Станков, градоначалник на општина Зрновци. Благодарам за вниманието и пријатно.